Јас сакам да се вратам дома е проектот преку кој невладени организации ќе ги истражуваат можностите на Делчево, Македонска Каменица и Пехчево, за да си ги вратат иселениците дома. Невладината Надеж од Македонска Каменица сака да придонесе за сопирање на иселувањето кое зафаќа драматични размери и ги празни овие градови. Нашата цел со проектот е да ги истражиме можностите, значи за нивен повраток. Проектот има неколку сегменти, значи да се видат можностите кои што ги нуди локалната самоуправа за повраток на иселениците, потоа програмите на Агенцијата за вработување и нивната искористеност од страна на иселениците и како некое прашање надворот од коцката е прашањето за можностите за инвестиции во земјоделието. Проектот ќе се реализира 4 месеци, а ќе се анализира и што прави државата и општините за да си ги вратат назад иселените, но и ќе се анкетираат иселениците за да се слушне нивниот глас. Ние сакаме да направиме едно истражување преку кое ќе добиеме релевантни показатели за кои се причините на честите миграции од Источна Македонија, односно од Брегалничкиот регион. На тој начин всушност ќе дадеме информации на самите институции да подготват подобри програми, да бидат потранспарентни и да бидат всушност поефикасни и поефективни во своето работење. Ова не е прв пат да се прави анализа на причините за иселувањето во регионот. Пред 2 години невладината Амброзија од Пехчево ги стави во документ причините за иселувањето, но реакцијата од надлежните се уште ја нема. Нашето истражување со кое фативме 4 општини, вкупно 100 испитаници, покажаа дека се поголем е бројот на иселени млади, но и на фамилии со возрастни, повозрастни луѓе се иселуваат цели фамилии. И како главни причини за иселувањето се ниските плати, невработеноста, политизацијата и немањето на културно и забавен живот. Точна бројка колку се иселени од овој регион нема, а проектот "Јас сакам да се вратам дома", поддржан од Цивика Мобилитас, треба да одговори на ова прашање. Резултатите од анализите ќе се достават до општините, државните органи, но и политичките партии. Проектот е поддржан со околу 350.000 денари.